Премиерот Мицкоски очекува наскоро да се ревидира одлуката на САД за зголемување на царините кон земјава. Новиот тарифник за увоз од 180 држави, вклучувајќи ја и Македонија, стапува во сила задутре. Трамп ни одреди царина од 33% со тврдење дека Македонија има царина од 65% за увозот од САД. Според Мицкоски станува збор за некаква грешка или погрешна информација. Очекувам многу скоро да се коригира ова кое што очигледно е резултат на некаква грешка или погрешна информација. Имајќи предвид дека нашата трговска размена со Соединетите американски држави во 2024 година е во негатива, односно сме во дефицит, а тие држави кои што се во дефицит практично немаат ваков тип на зголемување на давачките. И сега се споредуваат податоците во контакт сме и со амбасадата, и со Министерството за економија, и со кабинетот на претседателот Трамп. И тоа беше дел од разговорите што ги има накратко во Брисел министерот Моцунски и државниот секретар Рубио, така што по периодот очекувам да се излезе од оваа состојба. Премиерот не откри детали што точно се преговара со САД, затоа што процесот бил сензитивен, но објасни дека за Македонија ќе бидат поголеми индиректните ефекти, доколку Европската Унија не успее да ја надмине новата состојба. Во меѓувреме, министрите за економија и трговија на ЕУ денеска во Луксембург ја кројат стратегија за тоа како Трамп да ги повлече царините. Германскиот министер упати остра критика. My point of view are nonsense. Even the basis of the calculation is nonsense. If we, the rest of the world, are selling cheaper goods to the American economy, it's of use of the American economy. So even the basis of the calculation, how shall I put it, economical, philosophical basis is nonsense. Земјите членки на Европската Унија во среда треба да гласаат за контрамерки на американските царини за челик и алуминиум. Потопот на светските берзи продолжува. Цените на акциите, златото, нафтата и доларот бележат силен пат. Инвеститорите се плашат од глобален трговски конфликт, додека загриженоста од инфлација и рецесија се повеќе се шири. Мартин Арсов, Сител телевизија.